Со векови наназад, изворните народни инструменти не одржале како народ со кој можеме да се гордееме. Со цел да ги заштитиме и да го продолжиме континуитетот на изучување и едукација во свирење на изворните народни инструменти кај младите, во фоајето на Центарот за култура Трајко Прокопиев се одржа семинар работилница за изучување, презентација, афирмација и заштита на изворни народни инструменти, во кој нашиот реномиран музичар со огромно искуство на полето на фолклорот и традиционалната музика, Стевче Стојковски, им пренесе дел од своето богато музичко искуство на младите, притоа истакнувајќи им на учениците да продолжат да ги изучуваат народните инструменти во музичкото училиште во овој град. Тука ќе имаме неколку работилници, односно неколку предавања, каде што не само практично ќе покажеме, туку и едукативно на некој начин ќе им објасниме на сите оние заинтересирани кои што ќе сакаат да дојдат и кои што ќе сакаат да ги слушаат нашите презентации и предавања. Секако дека тука е важно да се истакне и тоа дека не само младата популација, туку и повозрастната популација која што се уште ги негува тие инструменти, но никој не знае за нив каде се и што се, да можеме да ги афирмираме тие луѓе, да можеме да ги извадиме тие луѓе и секако од нив да поднаучиме уште некое оро, да го забележиме и да, како што кажав, го продолжиме тој континуитет. Голем број на ученици беа присутни на семинарот за изучување на народни музички инструменти и самите професори по музичко образование велат дека изучувањето на истите е и вклучено во музичкото образование на учениците и велат дека ова е одличен настан за да учениците се запознаат и да видат како изгледа инструментот, каков звук произведува жичаниот дувачки или ударен. Сега ова е пример одличен настан, можност да децата и во живо се запознаат со звукот на инструментот, со нивното потекло, со материјалот од кој се запознаваат, да видат како изгледа, да пипнат, да пробат, да добијат тон, дали се работи за жичен, ударен, дувачки. Мислам, они навистина беа заинтересирани да дојдат и се надам дека за нив ќе биде баш едно добро искуство плюс, бидејќи барем кај нас овдека, освен ако не отидат во некој културно-уметничко друштво, па или да се членови на концерт, немаат можност да така опипливо се запознаат со тие инструменти, а имаме голема традиција која сепак треба да се негува, и да знаат децата всушност која е нашата традиција и богатството што го имаме. Тоа е она што вас ви се допаѓа во музичките инструменти? Тоа дека се разликуваат по звук, изгледот и... Дали ја сакаш оваа музика да ја слушаш? Да. Дали е ти на нешто свириш? Дали би сакала да свириш? Свирам на пијано, би сакала да научам на некој инструмент од народни инструменти да свирам. Овие работилници продолжуваат и понатаму. Наредната е веќе во вторник, 30 мај со почеток во 19 часот во фоајето на Центарот за култура Трајко Прокопиев, во кој освен што ќе бидат презентирани народните инструменти и практично ќе бидат отсвирени неколку народни ора.